Условите во тендерот, условите на пазарот или притисокот од јавноста. Македонија не знае што е причината зошто грчката компанија Архиродон не ја продолжи банкарската гаранција со што падна во вода оптимизмот на владата. Пропадна и 14-тиот тендер за изградба на Чебрен. Се претпоставува дека главната причина е тоа што грците побарале да се сменат условите во тендерот за да имаат гаранции за заем од банка, а Македонија одби да го направи тоа. Министерката за животна средина спомена неколку можни причини, но се огради од прецизирање. Некаде околу 15 декември упативме допис уште еднаш до компанијата да ја потсетиме дека банкарската гаранција е активна до 31, дека треба да, ако сака да продолжи процесот, дека треба да ја продолжи банкарската гаранција и да пристапи кон потпишување на договор за заедничко вложување. Меѓутоа, бидејќи не добивме никакви дополнителни информации од компанијата, банкарската гаранција веќе не е активна и понудата веќе не важи, не можеме да продолжиме понатаму. Тимот правници констатирал дека Македонија нема можност да ја активира банкарската гаранција во вредност од 1,5 милиони евра од грците, оти е истечен рокот, а се активирала само во случај ако се повлечат пред тоа. Пропаѓањето на тендерот, без точно да се знае зошто се откажа грчкото електростопанство, отвора низа дилеми и простор за шпекулации што точно се преговарало меѓу двете страни и како е спроведена тендерската постапка. Дека проектот е штетен, предупредуваа експертите со месеци наназад, откако беше одбрана компанијата. Тие сметаат дека македонските ресурси треба да останат домашни. Света Петка, хидроцентралата и хидроцентралата Козјак се најдобри примери последни, кога државата изгради сериозни електроенергетски капацитети, но градбата траеше десетина години. Ако се знае дека не мора веднаш сите пари да ги имате колку што чини тој електроенергетски капацитет, туку таа градба трае 10 години, тогаш вие во тие 10 години секоја година треба да издвојувате по 50 милиони евра. Сите државни капацитети кои што во моментов се државни треба да останат државни. Според професорот Димитров, пак распродавањето на домашното е закана за сувереноста на државата. Суверенитетот на државна фирма го подлегнуваме да јавне друга држава и го даваме. Не само што даваме да управува со водите, многу е деликатно да управува со обезбедување на таа така наречена балансна енергија со тој и да го наплатува со берзански цени. Одговор зошто се повлекоа грците нема ни премиерот Ковачевски. Тој не се мешал во одлуки на приватна компанија. Инаку, владата претходно прогласи историски успех со тоа што после 13 пропаднати тендери конечно ќе се изградела хидроцентралата, ама ни 14-ката не беше среќна. Проектот требаше да вреди 1 милиарда евра, а грчкото електростопанство ќе управуваше со Чебрен и Тиквеш 60 години.